Добра вечер ви посакувам во Дневникот на Телевизија Плюс. Ова се настаните на денот. Борците му оддадоа почит на Христијан Тодоровски Карпош. Одбележани 79 години од загинувањето на командантот Карпош. Објавен повик за меѓуопштински линиски превоз. По повод 79 години од загинувањето на командантот на Кумановскиот партизански одред Христијан Тодоровски Карпош, пред бистата кај спомен куќата беше положено цвеќе од повеќе делегации. Одбележувањето на овој значаен датум традиционално е во организација на Општинскиот одбор на Сојузот на борци од Куманово. Карпош е еден од 8 народни херои од Кумановско, кои што ги дале своите животи за слобода во различни периоди од македонската историја. Христијан Тодоровски Карпош е еден од 8 народни херои од Кумановско кои што загинаа во текот на народно-ослободителната борба. По повод 79 години од неговата смрт, делегации предводени од Општинскиот одбор на Сојузот на борците, Општината и Советот на Општина Куманово, АРМ, полициски и армиски ветерани, политички партии и невладини организации денеска положија цвеќе пред неговата биста во спомен куќата. Со едноминутно молчење присутните му оддадоа почит на Кумановскиот херој, како и на револуционерите кои што ги дадоа своите животи за слобода во различни периоди од македонската историја. Христијан Карпош на 12 октомври го означил почетокот на востанието во Македонија, кој настојувал во својата цел се до неговото загинување на 7 февруари 1944 година во селото Билјача. Тешките денови на фашистичката окупација 1941 година ги дочекува веќе како идејно формирана личност, свесна за целите за кои треба да се бори. Учествува во организираните штрајкови, а кога партиската организација на Ској во Куманово ги повикува на оружено востание против окупаторот, Христијан е меѓу првите. Така, во октомври 1941 година се јавува на зборното место во Студена вода, каде се формира Кумановскиот козјачки одред, кој мошне бргу е разбиен во судирот со окупаторот и полицијата. А бројот и понатаму го зголемува и со тоа се овозможува формирање на Кумановскиот партизански одред во август 1943 година во местото Свети Илија на Коќура планина. За командант е назначен Христијан Тодоровски Карпош и одредот на 26 август се одделува од Јужноморската бригада, упатувајќи се кон Козја планина со цел одново да се разгори пламенот на народното востание на Караdak и Козјак. Неговото постојано работење за бројно јакнење на одредот доведува да на 1 декември Кумановскиот партизански одред прераснува во Кумановски батальон Јордан Николов со 140 борци и новата должност на Карпош, командант на веќе регуларна воена единица. Кумановскиот батальон под командантските способности на Карпош постига воена и политичка победа во борбата на каменитиот Дренак против 4 бригади на четничкиот вардарски корпус и тоа без да ја намали својата воена сила. Карпош станува синоним за разумно командување, лично херојство и оданост на големиот копнеж за ослободување на Македонија, што го докажува низ натамошните диверзии и акции кои биле успешно спроведувани. Во оваа борба смртно е погоден командантот Христијан Тодоровски Карпош. Издивнува на рацете на своите соборци. 7 февруари останува како болен спомен и непробол. Кога на 20 февруари се формира вториот Кумановски батальон, тој го добива името на Христијан Тодоровски Карпош, а старите борци со гордост се нарекувале Карпошовци. Куманово може само да се гордее и не смееме никогаш да го заборавиме. И нека му се слави името низ векови. Спомен куќата е родниот дом на народниот херој Карпош. Денес има улога на музеј посветен на овој борец и поради тоа е прогласена за културно наследство на Македонија. Музејот е отворен за посетители секој работен ден. Инаку Карпош за народен херој бил прогласен на 29 јули 1945 година. Во текот на НОП од Куманово произлегле 8 народни херои. Покрај Карпош и Киро Фетак, Боро Менков, Перо Чичо, Бајрам Шабани, Мара Нацева, Боро Петрушевски и Трајко Стојковски Бузо.
Општина Куманово и општина Старо Нагоричане ги повикаа заинтересираните превозници да се пријават за линиски превоз на патници помеѓу двете општини, информираа денеска. Превозниците може да конкурираат на две линии: Куманово, село Никулјане, село Старо Нагоричане, село Стрновац, која што ќе биде сезонска линија, и за линијата Куманово, село Војник и село Бајловце, кои во декември лани беа објавени, а не се пријавија заинтересирани превозници, како и за линиите Куманово Клечовце, Белјаковце и Куманово Војник Бајловце. Право на учество имаат сите превозници. Барањата со соодветни документи треба да се достава до комисија најдоцна 15 дена од објавување на огласот, односно до 21 февруари годинава. Заинтересираните треба да поседуваат доволен број автобуси и комби возила. Според објавите на општините, превозниците мора да достават потврди, документи наведени во објавата на општинските веб страници. Предност ќе имаат превозниците кои поседуваат еколошки стандард на возилата и бројност на возила. Избраните превозници ќе го спроведуваат превозот наредните 5 години. Сдруженијето на армиски и полициски ветерани од Куманово, традиционално со свечена академија, ја одбележаа годишнината од загинувањето на народниот херој и легендарниот командант Христијан Тодоровски Карпош. Во организација на Сдруженијето на армиски и полициски ветерани од активен и резервен состав на Куманово во Занечискиот дом синоќа се одржа свечена академија по повод одбележувањето на годишнината од загинувањето на народниот херој и легендарниот командант Христијан Тодоровски Карпош. Пред присутните се обрати градоначалникот на Куманово, која истакна улогата на Карпош во народно-ослободителната антифашистичка војна и обврската да се почитува делото на борците кои загинаа за денешна слобода. Куманово во НОП зеде активно учество. Нашите предци се отповикаа први. Голем број на членови на наши семејства тогаш во многу тешко време земаа пушка во рака и рамо до рамо со своите другари влегоа во борба. Борба за слобода, чест и достоинство. Борба за собствена држава, но првенствено борба за човечки права и слободи. И денеска ние таа држава ја имаме благодарејќи токму на таа таква борба, која што беше извојувана од сите нив, а доби огромна подршка од граѓаните на Куманово, граѓаните на Македонија и граѓаните на екс-југословенските народи. Ние денеска го имаме Куманово слободно и горди сме на тоа. Денеска сме сведоци на голем број на негации на нашата држава, нашиот народ, нашата национална припадност и наша морална обврска е да не молчиме, туку јасно и гласно да ги кажеме собствените ставови, бидејќи никој од страна нема да дојде да ве брани, доколку вие самите тоа не го сторите. Мене ми е особено мило што ова мултиетничко Куманово, за кое што јас добив обврска во ваше име да го водам, има еден апсолутен мултиетнички консензус по однос на оваа тешка борба, во која што ние како држава се наоѓаме и тешка борба која што ќе предстои. Бидејќи не само на домашен план, туку се уште не исчезна таквите идеи кои што тогаш во Втората светска војна се појавуваа на овие простори и до ден денеска работат на меѓународен план и се обидуваат да најдат елементи кои што ќе не подкопаат од внатре. Во знак на благодарност и почит кон делото на Христијан Тодоровски Карпош беше одржана пригодна културно-уметничка програма со литературни творби, поеми, песни и документарен филм посветени на славниот командант од Козјачкиот партизански одред. Загина во цветот на младоста на возраст од 23 години во борба против бугарскиот фашистички окупатор во село Билјача, Република Србија. Загина, но вечно ќе живее. Ние кумановчани сме горди и среќни што Карпош беше наш сограѓанин,
но тажни што не ја дочека слободата и создавањето на држава за која пред олтарот на слободата го положи својот млад живот. Борбениот пат на Христијан започна кога во октомври 1941 година како млад скоевац го понесе знамето на слободата во борба против фашистичкиот окупатор. По разбивањето на првиот Кумановски одред 1941 година, Христијан заминува во Јужноморавски партизански одред, каде се скалеше и стекнуеше борбени искуства. Покажа храброст, одлучност, другарство и секогаш бил во првите борбени редови. Другарите од одредот во една прилика го прашаа какво партизанско име да му дадат, а тој им одговорил: јас веќе го имам, јас сум Карпош. Јас во мојата 83 година горда сум што гледам многу млади луѓе тука. Тие ќе ги ја продолжат револуцијата, не со пушка, туку со работа, со човештина, со почитување на оние кои загина за нашата слобода. Ве поздравив со другари здраво, онака како се поздравувала сите црвени партизански колони. Колони на вистинските патриоти, колони на младоста која се вложи во темелите на оваа држава. На настанот присуствуваа претседателката со членови на Советот на општина Куманово, како и представници на општинската администрација. Традиционално, својот патронат го прослави и училиштето Христијан Карпош, повеќе во прилогот во продолжение. Основното училиште Христијан Тодоровски Карпош во населбата Перочичо денеска одбележа 64 години од своето постоење и 79 години од смртта на козјачкиот херој. По повод патрониот празник во училиштето се одржаа низа активности. Како што се спортски активности од страна на професорите кои предаваат физичко и здравствено образование, во соработка со неколку колеги од други основни училишта од градот беа поканети, се одржа надпревари турнир во одбојка. Нашите колеги по македонски јазик организира литературен конкурс награден и колегите по ликовно по ликовно образование организира ликовен конкурс на тема творење за Карпош. Инаку, минатата година го добивме проектот за реновирање и реконструкција на термоизолацијна фасада на училиштето. Ова година очекуваме со имплементација, односно реализација на истата. Она што се работи во училиштето, моментално сме задоволни, започна второто полугодие. Моментално дел од колегите беа тимот што работи, Еразмус Плюс беа на замена со колеги со работка што имаат во Литванија, таму продолжува тие активности во однос на проектите што ги имаме во училиштето. Тековно се врви работата, наставниот процес се реализира според наставниот план и програма редовно и за сега сме задоволни од она што се работи во училиште. Присутните представници од општината, Советот, училиштата положија цвеќе пред бистата на народниот херој. Тие проследија и богата културно-уметничка програма која ја подготвиле учениците заедно со наставниците. Основното училиште Христијан Карпош е едно од побројните во Куманово. Полициски службеници од СВР Куманово вчера ги лишиле од слобода двајца кумановци на возраст од 26 и 28 години. Тие се сомничат дека во јануари годинава одзеле повеќе предмети од приватен имот на улицата Благоја Думановски. Двајцата биле приведени во полициска станица и по целосно документирање на случајот, против нив ке следува соодветна пријава. Продолжува мерката на владата од 600 до 800 денари субвенции на сметките за струја за домаќинствата со ниски приходи.
60 милиони денари или 1 милион евра годинава се предвидени за субвенционирањето на сметките за струја на најранливите категории граѓани, информираше министерот за економија Крешник Бектеши. Субвенцијата ќе изнесува од 600 до 800 денари, а јавниот повик е веќе објавен на веб страницата на Министерството за економија. Сите граѓани кои ги исполнуваат условите може да аплицираат до крајот на февруари. За самец со приходи до 18.000 денари, за домаќинство со 2 члена до 25.000 денари, за домаќинство до 3 члена до 30.000 денари, намалувањето на сметката ќе биде 600 денари, додека за домаќинство со 4 члена со приходи до 36.000 денари и за домаќинство со 5 члена и повеќе члена до 43.000 денари, намалувањето на сметката ќе биде 800 денари, рече Бектеши на пресконференција во владата. Според него оваа мерка годинава е проширена со други социјално ранливи категории лица, како што се корисници на правото на надоместок поради попреченост, самохрани родители кои не се евидентирани корисници на гарантирана минимална помош и корисници на право на надомест за телесно оштетување. Новина е што доколку овие домаќинства направат заштеда на електрична енергија од 10%, споредено со истиот период минатата година, тогаш ќе имаат дополнително 200 до 300 денари намалување на сметката за електрична енергија во зависност од категоријата, рече Бектеши. Минатата година преку оваа мерка беа субвенционирани 4379 домаќинства, а се исплатија вкупно 33 милиони денари, додека годинава се очекува да бидат поддржани над 8500 домаќинства. Секторот за внатрешни работи Куманово информира дека вчера вечер во 21 часот 33 годишна жителка на Липковското село Гошинце пријавила дека во основното училиште во кое што учел нејзиниот малолетен син бил физички нападнат од наставничка. Се преземаат мерки за расчистување на случајот, соопштуваат надлежните. Уште еден случај на физички напад во текот на вчерашниот ден бележи СВР Куманово. 38 годишна кумановка, вработена во Општа болница Куманово, пријавила дека била физички нападната од лицето СС. Од полицијата посочуваат дека се работи на расчистување и на овој случај. Во продолжение на дневникот следува преглед и на вестите од Македонија. Од Министерството за надворешни работи информира дека 9 државјани на Македонија кои што беа затекнати во загрозеното подрачје 8 ученици и нивен ментор кои преку програмата Еразмус Плюс престојуваат во Република Турција, според последните информации се на безбедно и не се во животно загрозувачка состојба. Се работи за ученици во средно училиште од Гостивар, при што учениците доаѓаат од поширокото соседство, Маврово, Тетово и така натаму. По инструкција на МНР, амбасадата во Анкара испрати дипломат заедно со дополнително возило комби со кое загрозените граѓани ќе бидат упатени на безбедна локација од каде што ќе го продолжат патот кон земјава. Последниве информации говорат дека за едно од децата кое има скршеница направена е првична медицинска санација и истото е подготвено за патување и заедно со групата ќе биде упатено назад кон земјава, штом дипломатот од амбасадата во Анкара пристигне на лице место. Идниот месец најверојатно минималната плата ќе биде околу 20.500 денари во приватниот и јавниот сектор и тие средства се предвидени со буџетот за 2023 година. Но за да има еднаквост, треба за 2000 денари линеарно да се покачат и платите во државната администрација, средства што се предвидени во сите институции, рече денеска министерот за економија Крешник Бектеши. Ако за ова треба да се донесе законско решение, Бектеши е убеден дека поддршка ќе дадат сите политички партии. Според него, Министерството за финансии ги направи сите неопходни калкулации и е подготвено да се реализира зголемувањето на минималната плата и платата на административните службеници. Воведовме законско решение за утврдување на минималната плата. Методологијата е целосно усогласена со синдикатите и институциите. Имајќи го предвид зголемувањето на минималната плата, очекувам дека покачувањето ќе биде над 2000 денари линеарно за секоја категорија во државната администрација. Ако некој се спротивстави на зголемување на платите, мислам дека ќе направи голема грешка, а ако треба да се носи законско решение, најверојатно ќе го поддржат сите политички партии. Треба да направиме се што е во наша можност за да ги зголемиме платите, имајќи ги предвид инфлацијата и очекувањата на граѓаните, и во таа насока ќе постапиме како влада. Министерот Бесими рече дека сите проекции и калкулации се направени. Тоа тој го најави, истакна Бектеши, одговарајќи на новинарски прашања.
Денес на покана на министерот за надворешни работи Бујар Османи во официјална посета на државата престојуваше министерот за надворешни работи на Чешката република Јан Липавски. Во фокус на разговорите беше евроинтегративниот процес на Северна Македонија, кој доби нова динамика со почетокот на пристапните преговори за време на чешкото претседателство со Советот на Европската унија. Во овој контекст министерот Османи се заблагодари за активностите и улогата на Чешка од позиција на претседавач со Европската унија. Не смееме да дозволиме да бидеме вовлечени во агендата на провокаторите и да попуштиме во нашите напори да ги вратиме меѓусебните односи онаму каде што припаѓаат, овде во куќите на дипломатиите. За оваа цел добре дојдена е секоја помош, особено од нашите пријатели како што е Чешка. И јас денес побарав од мојот колега Липавски да го искористи своето влијание и внатре во Унијата, но и како колега министер, демонстрирајќи ја и понатаму поддршката која во континуитет земјава ја добива од нашите чешки пријатели, истакна министерот Османи. Липавски потенцираше дека забрзувањето на евроинтеграциите е во заедничка корист на Северна Македонија и Европската унија, реафирмирајќи ја чешката позиција дека Западен Балкан е важен и нераскинлив дел од европското семејство. Времето денеска во Куманово беше променливо сончево. Максималната температура беше 1 степен под нулата, а минималната минус 7 степени Целзиусови. За утре метеоролози